Ди пристина. Владо, ова се случува секојдневно кога од искуството верам поучени јас и Цеца изминативе години. Еден дожд или снег. И ова се случува. И хаос во градот. Ние да не забораваме дека сега ти си во еден друг дел од Скопје, каде што ти е потребно да додеш од другата страна, ама нели ги уживаш деновите во Сопиште? Преубаво ми е таму. Така? Да. Некако имам чувство дека сите луѓе кои што од малку некои животни промени направија во некои такви делови од Скопје, мислам дека експресијата им се промени. Животната. Сите што доаѓаат као ти завидувам, па викам, што ми завидуваш? Продај станот, купи си плац, направи инвестицијата. Па да. Владо, кога се случи тој мајндсет промена? 2011. 2011? Да, тогаш бев во аеродром. Всушност бев во студио испиев 3 години. И ми пукна филмот. Тоа, мака кога те слушам, многу луѓе кои што во моментот ги имаат нели оние ремоут професии, утрово со Цеца кажавме, каде што имаат дома јога, јадат, спијат, ги вршат сите да речеме нужни работи и знае да им здоде, веројатно кај тебе на тој начин веројатно фотостудиото ти беше кога ескалира работата, ти е неопходно. Тогаш имав една емисија, ја водев на Сител 3, беше таа комплетно нова, некој мейковер правевме. Нешто помнам, да, со трансформации некој така. И тука дојде пикот. Меѓувреме отидов во Сопиште, едва ја отидов случајно. Истиот ден си го таксав тој плацот што беше кај што одев на кафе кај комшиите. Ама и си на друг начин си дозволи едно ново поглавје во својот живот. Да, ова промена во секој случај. Дефинитивно. Знаеш како со Цеце дефинитивно се согласивме сите во моментот и ти го кажав тоа минатата седмица, говорејќи на едно наше исто така интервју, дека не си заборавен, ама не сакаме да бидеш толку многу оддалечен од ова и можеби твоја уметничка експресија и одсутен и многу ми е драго ако не грешам дека сопругата можеби и луѓето кои што се околу тебе. Некако многумина од нас го имаме својот ракопис на Владо Георгиев во својата портфолио. Дали можеби директно или индиректно поврзани вака преку интервјуа, особено нели преку твојот објектив да ги екранизираш можеби и комерцијални, да речеме, проекти, а и уметнички, да речеме, проекти. Ова е убаво враќање твое, мора да забележиме, и така што оние кои што не гледаат ќе ги поканиме на ова свечено отворање. Како ми споменати, по 12 години се случува една мала пауза? Не, од изложба мислам дека 18 години. Тоа е сериозно, тоа е едно полнолетно дете. Да. Толку долго да изложба не е направена одамна. Да, меѓутоа, сериозно, што беше кај тебе, па сега моментот на чекајде, сега ќе се вратам. Сопругата беше... Па, таа ме турна, да. Мене ми треба некој да ме турне за нешто. Работата си го прави својата, имаш, претпоставувам, огромен број на дела кои што се сработени, но сега веќе ќе имаат можности гледачите, посетителите да дојдат. Младенски културен центар од 3 април, тоа е задутре. Задутре, од 4. Да. Какви се плановите, Владо? Што секи имаат можност оние кои што ќе дојдат и на отворањето, а и понатака, бидејќи изложбата ќе биде отворена нели цел месец април. Насловена игра на светлината, актови и портрети. Претпоставувам нели актови и портрети ќе бидат... Тоа е, нема пейзажи. Да. Која приказна може би сакаш да им ја пренесеш на гледачите преку сите тие фотографии кои што ќе бидат изложени? Вака, секоја фотографија за секој гледач индивидуално си има некаква приказна. Тоа е убавото, што секој може да се види нешто што го импонира, што го исполнува и што може да си го замисли дома во соба. Тоа, а темата исто така дојде спонтано. Актови и портрети, тоа се можеби најубавите работи за гледање кои што сите сакаат, што сите уживаат да гледаат во такво нешто. Не викам дека пейзажите и макрофотографијата не се толку убави, но човечкото тело сепак е неисцрпен извор на голем предизвик, бидејќи доста тешка категорија е снимање на актови. Многу тешка категорија во фотографија. Меѓутоа, секој пат може да го дадеме како епитет и апсолут, затоа што имаш една рафинирана нишка во искуството долгогодишно. Еве кога говориш, сега ги гледаме овие фотографски рекапитулација, баш едно патување низ времето. Да, ова е материјалот од изложбата. Ова е материјалот од изложбата. Да потсетиме дека станува збор за луѓе кои што и првпат ги запознаваш нели на изложбата, така имаш неколку модели во оваа изложба вклучено, така? 5-6 мислам. Да.
И тоа станува збор за луѓе кои што не се бават со јавна професија? Портретите, да, тоа се модели. А актовите се... Рандом луѓе? Да, рандом, да. Тоа се мои пријателки кои што ја имаат комплетно довербата во мене и се одлучиле да ми помогнат на тој начин да ми испозираат за нешто прекрасно. Чинам дека некако... Ова се стари материјали. Ова веќе се стари материјали. Тоа е онака минат труд. Да, и намерно сакав да го посведочиме твојот труд. 4 децени работа. Нема некој кој што можеби не застанал пред твојот фотообјектив и вистина кога ја гледаме оваа рекапитулација и на историја и патување низ фотографијата, еве, во Тоше, Ана, мислам, кои сеси немал во оваа, да речеме, и уметничка и комерцијална фотографија. И во една прилика ти честитав, сериозно твоите проекти биле на интернационални светски билборди и магазини. Да. И ќе те прашам повторно. Сакам да го дадеш одговорот. Во моментот кога се случува, да речеме, оваа експанзија на социјални медиуми, секој од нас ги користи како супститут медиум да ги испромовира, можеби сопствените перформанси, животни и така натаму, се случува еден момент да на некој вештачката интелигенција да биде постојано присутна и да речеме или технологијата и дигитализацијата. И како се справуваш, да речеме, како една нова закана за луѓето кои што работат, се бават со фотографијата и да речеме во сиве овие години како еден еволутивен процес. Како го наоѓаш се уште автентичниот, експресивен момент да го споделиш тоа со гледачите? Зборуваме за вештачка интелигенција. Имено, и самата дигитализација. Седнуваш и Инстаграмот го гледаш и Добро, дигитализацијата е добра, затоа што порано, кога почнував, немаше дигитализација, моите фотографии се покажуваа по албумчиња. Да. И така се ширеше гласот за мене. А сега секој може да стави на Инстаграм и да плати $5 и да сите да го видат, без разлика што е и како е. Се од една страна е добро, од друга страна сите се тука, мислам, и шуто и сакато се вика тоа при нас. Ама неизбежно. Неизбежно. А вештачката интелигенција од една страна е почитувам што може да ти помогне конкретно мене за текстови, ми помага да ми состави нешто кратко, а фотографија не почитувам. Верувам дека и голем број на луѓе не почитуваат фотографија направена со вештачка интелигенција, колку и да е таа совршена, сепак е тоа нешто што си го направил со 2-3 реда текст, команда и... Ти знаеш веднаш да забележиш кога стана збор за фотографија која што е со... Јас можам, да? Јас можам, ама други не можат. Да, другиот народ. Во моментот светот се бори, медиумот се бори да се рационализира и да се направи разлика, дистинкција помеѓу што е вистина, што е Што не е, да. нешто што е сериозно, мислам, луѓе кои што не се бавиме, сме лајци, ќе си речеш некој го направил тоа всушност на компјутерски. Е компјутерски, но сепак сметам дека луѓето кои што ја ценат уметноста и го ценат човечкиот труд, а на крај пак ќе остане фотографијата или видео или што и да е направено некој медиум со рака, дека ќе биде многу подценет него нешто што е направено со глувче. Владо, бројни се годините твои на искуство и работа и труд вложен во сето ова што го работиш и креираш, но дали се измени перцепцијата за фотографијата низ годиниве и колку изворот на инспирација ти е променет? Затоа што едно е да се слика или фотографира да се овековечи човечко тело, кое што рековме дека е можеби најголемиот извор на инспирација, а сосема е нешто друго, не знам, можеби природа и некои други мотиви, бидејќи низ инсертите гледавме најразлични твои фотографски дела. Што еве после толку години ти е се уште инспиративно за фотографирање, кога си со фотоапаратот си можеби како на самите почетоци со истиот ентузијазам и енергија? Вака сега, фотографијата е замрзнување на некој момент кој што никогаш нема да се повтори. Тука спајаат многу гранки на фотографијата, и репортерската фотографија, и документарна фотографија, свадба, небитно, роден ден, друштво. Сето тоа се моменти кои што никогаш нема да се повторат и на некој начин го задржуваш во својата меморија. И кога ќе го видиш се присетуваш на тоа и сето тоа. Од друга страна, толку луѓе
знаат да фотографираат, да не знаат да уживаат во моментот. Оди на концерти и снима цело време и после дома гледаш што направил. Мислиш, не иде така. Побаво направи една-две сликички и уживај во концертот. Да. И тоа ми се случило на времето еден джез фестивал. Доаѓаат некои бубњари светски, доаѓа Кенди Далфер. И јас кога фотографирам немам ниту емоција, ниту поим за време. Битно ми е да направам убав кадар. Загубен во просторот во момент. Да. Во апаратот сум. Сакам да направам нешто како што треба. Тука имаш композиција, тука имаш момент, тука имаш кадар. Сето тоа ти се врти во глава цело време и немаш време да уживаш во сето тоа. Тогаш бевме со филм, немаше уште дигитално. Почнува Кенди Далфер, прва, втора песна, испукам све што имам. Апаратот до мене. Веќе чекаш дома да дадеш материјал. Седном и си го уживам концертот. Така да продолжува да ужива. Ја заврши работата, време за уживање. Тоа што требаше го заврши. Меѓутоа и потоа дома се фасцинираш од сработеното, претпоставувам, така? Но ако го сликав цел концерт, ќе го пропушташе мигот. Ќе го пропуштев цел концерт. А не знам, Сакаше да кажеш дека е замрзнување на момент. Дали низ годиниве се промени твојот извор на инспирација? Дали се уште останува човекот или инспирација е насекаде околу нас. Значи можеме и во дворот да искочам и да се најдам инспирација за некоја добра фотографија. Дали тоа ќе биде некој инсект натопен со капки, некое цвекенце кое што израснало на баш убаво местенце кај што може да се направи убава композиција. Не е само да го штракнеш, треба да го сместиш во сето тоа, да тоа личи. Како што каже еден мој колега, ликовната уметност е уметност на додавање, значи почнуваш и додаваш, а фотографијата е уметност на одземање. Значи од цела таа гужва околу тебе, ти треба да одземеш еден квадрат од цел хаос и тој квадрат да го сместиш тоа што сакаш да го имаш. Прекрасно. Со Цете споминавме кога е започнал првото фотографско издание твое, некаде бидејќи 4 децении, дали е тоа крајот на 80-ти? Не, 4 децении, тоа е од кога го добив првиот апарат. Тоа беше во Оно што е куриозитет. Имаш поврзано си со музиката, си бил дел и од музичкиот воен хор, ако не се лажам, така? Воен оркестар. Да. И тоа е интересно што го некако го има во твојата биографија. Да не заборавам, мене си ми секој пат синоним на некој први македонски фотографски мој мемори. Ке се сложи Цеце, не само магазини, ги гледаме Тоше и така натаму, кога сваќам што се има некако во портфолиото на Владо Георгиев. И секој пат си ми бил синоним на една експанзија на осамостојување на Македонија, црно-белиот свет и фотографија, кој што верувам дека е за многумина некако се уште инспирација, црно-белата техника. И секој пат ми е некако синоним на Волк, Мадона и така тој период, но некако кога беше ти вклучен во една експанзија на фотографијата на македонската сцена. Тоа беше некаде од 91-2, тука негде може? 97-8 до 2011. Тоа е голем период. Да. Голем период. Тоа е периодот кога бев на сцена и кога бев некако, сега не сакам да се фалам, ама барем некаде на врвот. А скоро се подсетивме со една пријателка, ми кажа нешто што не сум го знаел. Вика, ти знаеш, вика, дека таму од 2005-2006, 2000 таа кога, вика, ако немаш слики од Владо Георгиев, си никој ништо. Реално и така те доживува. И тоа е вистина така. Да. И убаво спомена, во тоа време немаше ни мобилни, немаше ни како, немаше мобилни, но немаше социјалните мрежи не беа на ова. Немаше 100 мега на апарат. Не беа на ова ниво, како што пред малку спомена дека денес може било кој да сликне и тоа да стане широко распространато и да го видат многумина. Беа едни други времења, но и беше навистина успех да те знае секој, а тоа ти го имаше постигнато. Владо, пред малку зад камерите прашав, убаво е да го споделиме и во јавност, бидејќи нели, за жал мораме сите ние или за среќа да продолжиме понатаму во животот со после онаа трагедија која што се случи во Кучан и голем дел од луѓето веќе ги нели настаните, закажаните концерти така натака ги пренаменуваат, ги прават од хуманитарен аспект. Ни откри дека и твојата изложба ќе има некаква таква нишка. Што е планот? Планот е каталогот да се продава. Планот беше да не се продава, да ги поделам каталозите, без разлика што се и луксузни, и сите фотографии се на каталогот, не е ливче преклопено два пати.
да се продаваат каталозите и тие пари да се донираат во Кочани, во Супорт Кочани. Одлично. Тоа е уште еден момент, мотивација плюс за нашите гледачи, да дојдат, да се потсетат на сите оние твои моменти низ годините, но ете... Види, не може да се потсетат на моментите, ова што го направи сега е нов материјал, комплетно нов материјал, се е снимено негде декември, од средина на ноември до средина на јануар, туку 2 месеци. Релативно кус период и Па е. Да речеме, ама најважно е дека се враќа твоето име. Добро. И ќе потсетиме дека се започнува од куклата. Која што ти е инспирација? Куклата не ми е инспирација, куклата ми е помошник. Работа со луѓе е комплексна работа, поготово ако некој треба да стои во некоја поза, а ти да си играш со светла, да експериментираш, тогаш е многу незгодно. И мене ми е незгодно, а можам да замислам на моделот. Така да најдов кукла на која што ги вежбав сега новите техники кои што ги користам со светла, со сенки, да не смета да стои пола саат, додека јас да направам некој сетинг и да дојдам до некој резултат кој што е многу грдо ако тоа го правам со жив модел. Сега ти стои, а јас ке си играм. Да. И да не забораваме веројатно оттаму, бидејќи често пати знаеш да го посведочиш моментот дека мајсторството лежи во светлината, нели играта на светлината, веројатно и затоа тука можеби Тоа е самата дефиниција на фотографијата. На фотографијата, да. Тоа е два грчки збора, фотос и графос. Фотос е светло, графос е цртање. Така е. Црташ со светло, апаратот е, што би рекол, тенџере, само едно обично... Апропо, со стојките тенџерета, како го кажа, како една метафора. А јадењето зависи од готвачот, не од тенџерето. Да, тоа е интересното кај тебе, дека всушност последно нешто ти е објективот и фотоапаратот, се она како елементи додека ја направиш можеби сценографијата, е многу по... Па вака, фотографиите сега на оваа изложба, скоро и да нема фотошоп. Сите се на еден клик направени. И тоа е таа стара школа на филм што се учеше да подготвиш се и штракањето да ти биде последното што се го направи, а не као денеска што удри 200-500 илјади пози, па баре, па најди 2-3 интересни, па после уште 2 дена на фотошоп ќе поминеш и нешто ќе се појави. Не, тоа не го почитувам. Тоа се едитори, не се фотографи. Именно. Уште еднаш потсетуваме, автентичноста доаѓа повторно за еден од најистакнатите македонски фотографи, Владо Георгиев, од официјално 3 април Младински културен центар, 20 дена за оние кои што можеби ќе ја пропуштат премиерата всушност на 3, ќе имате прилика 20 дена да ги обсервирате всушност овие фотографии, уметнички пред се и да уживате во актовите и портрети. Планот е во тек на изложбата, додека трае изложбата, еден од викендите да се направи исто една фотосесија за сите што ќе дојдат да добијат неколку фотографии. Прекрасно. Да. Нема да биде последно гледање, затоа што ни се враќаш со нова здравје Божја изложба, тоа ни го вети некако и зад камери, така што ќе биде присутен Владо и во овој дел. Да, како што би рекол, почнува второ полувреме. Точно. Се одморив и идемо дале. Доволно е, мислам дека е доволно. Голем поздрав, ти благодариме што за прв пат беше во утринската телма и ни даде некако евоцирање на спомени преку овие твои фантастични фотографски дела. Благодарам што ме поканивте. Во секое време.